Slušam ka šumat šumite bukite. Slušam ka šumat šumite bukite. Na ova патот никој не те помага, освен Господ. Секој за себе гледа. Ако умира човек, нека умира. Никој не гледа. На ова пат брат на брат не грижи. На 5000 километри од родниот Пешавар, 25-годишниот пакистански мигрант Алираза Куреши се сеќава на патот кон Европа, кој го донесе во Скопје. Тука е веќе 5 години и работи како преведувач, бидејќи зборува 9 јазици. Кога бев дете, во Пакистан убаво ми беше, со браќа, со сестра. Значи убаво живот ми беше. После, кога направив 13 години, напуштив државата. Кога напуштив државата, тогаш ми беше страв што ќе биде, како ќе стигнам, бидејќи бев без документи, без родители и без фамилија. Целта му била Германија, а на патот многу препреки и опасност од сите страни. Криумчари, полиција, страф од тепање, киднапирање, кражби. Имавме во групата негде 50 души со криумчар. Кога патувавме преку планини, преку шуми, останавме 45 души, бидејќи 5 души што беа со нас го почина заради ладното. Ја мислев дека Алираза сега ќе умрам. Нема да останам жив. Кога усмелив и кога мислив дека секоја задачка има решение, чим сега почнав, треба да стигнам на крај. Најтешко ми беше кога ме пикна во гепекот, криумчарот. 18 сат, јас и со мене имаше плюс тројца, ние бевме натеж затворени. И потоа заминавме за Турција. Во Турција поминал 3,5 години. Сакал да најде пат до Германија преку море. Стигнал до Италија, но го вратиле. Се обидел и преку Грција. И на крај останав во Грција 2,5 години и работив тамо како земјоделец. Во следниот обид да стигне до Германија, завршил во Северна Македонија. Јас напуштив држава Пакистан за подобар живот. Очигледно дека го најдов тука во Македонија. Мирно, убаво за мене. 9 јазици зборам, прво да ти кажам дека македонски јазик и јас го научив со друштво. Да. За месец дена го научив. Урду јазик зборам, пашто зборам, фарси зборам, хиндиски зборам, пунџаби зборам и бенгалски зборам, непалски зборам и хиндуко зборам и турски зборам. Англиски зборам, а не баш. Затоа е ангажиран како преведувач во повеќе институции како обвинителство, судови, полиција. Преку Црвениот крст во Гевгелија се среќава со мигрантите што влегуваат во земјава. Вели дека не се чувствува дискриминиран, туку одлично прифатен од сите. Го најдов на одличен прием од сите. Го најдов многу пријатели. Тука се сите за мене, доколку нешто ми треба. Девојка ми е од Крива Паланка, скоро 5 години сме заедно. Ако има свадба, ќе биде двојна. И тука и тамо, ќе го носам тамо Пакистан кај мене и тамо ќе правиме свадба. Нема тука како вас на свадбата 200-300 души, кај нас има 1000-1500 души, дека голем фамилија сме ние. Ја почувствувал земјава како дом, па побарал азил, но не добил, со образложение дека не докажал оправдан страф од прогон од земјата на потекло. Тука е со дозвола за привремен престој на странец поради хуманитарни причини. Сакам да добијам државјанство, да бидам слободен. Јас сакам да бидам слободен човек. Во Пакистан има завршено само основно образование. Овде сака да заврши и средно. Решен е да работи вредно за да му помогне на семејството кое во Пакистан до денес живее скромно и без собствен кров над глава. Се надева дека и тие еден ден ќе имаат свој дом, но и дека ќе ги гледа почесто за помалку да болат прегратките како оваа. Ти не плачи, мајко, што сум далеко и сам. Моментот кога се гушнав со мајка ми после 11 години, тоа ми беше тогаш многу тешко. Кога гучкав со мајка ми мислев дека
што сакав јас во животот, све го добив. Се зголемува бројот на мигранти на Балканската рута. Според извештајот на Агенцијата за бегалци УНХЦР, во првите 3 месеци од годинава низ Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32% повеќе од лани. Од нив 72 побарале азил, стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children. Според Министерството за внатрешни работи, 23 пакистанци годинава поднеле барање за азил во земјава и ниту еден не добил, но Али Раза и без право на азил со привремена дозвола за престој од хуманитарни причини овде ја гледа својата иднина. За него дома е релацијата Скопје-Гевгелија, а желбата да стигне до Германија, вели, веќе е минато.